Тошковски, пропустите во системот одговараат за несреќата. Јаневска, факултетите ќе се прилагодат на студентите. Трагична несреќа со ученички автобус во Франција. Дали протестите даваат резултати? 8 доживотни навики кои децата ги усвојуваат од родителите. Јапонија го регистрира најголемиот пораст на странски работници. Тошковски смета дека трагедијата со Фросиина не е само несреќа, туку и последица на сериозни пропусти во системот. Според него, рецидивистите не се доволно контролирани, што резултира со вакви инциденти. Тошковски нагласува дека постои потреба од итни реформи во правосудството и институциите кои треба да се погрижат за безбедноста на граѓаните. Тој исто така додава дека институциите не успеале да ја проценат опасноста од осудените лица, што довело до трагедијата. На крај, Тошковски истакнува дека треба да се зајакнат механизмите за следење на рецидивистите за да се спречат слични случаи во иднина. Министерката за образование, Весна Јаневска, изрази уверување дека факултетите ќе ги прилагодат своите ресурси за подобра поддршка на студентите. Таа потврди дека образовните институции ќе се прилагодат на промените и ќе им обезбедат подобри услови на студентите за успешен академски пат. Во разговорот, Јаневска нагласи дека стратегиите за развој на образованието ќе се фокусираат на потребите на студентите и нивната академска помош. Таа спомена дека оваа година ќе се формираат дополнителни ресурси за унапредување на образовните процеси. Јанева истакна дека потребно е заеднички да се работи на развојот на образованието и факултетите ќе бидат подготвени да одговорат на предизвиците со нови решенија. Таа посочи дека најважната задача е да се создадат услови во кои студентите ќе имаат поддршка за нивниот академски напредок. Јаневска ја заврши својата изјава со уверување дека сите иницијативи ќе се реализираат и дека ќе се продолжи со унапредување на образовниот систем. Таа исто така апелираше на брза имплементација на сите планирани активности. Во Франција се случи трагична несреќа со ученички автобус, во која една ученичка загина, а 20 деца се повредени. Автобусот излетал од патот, а истрагата покажала дека возачот бил под дејство на дрога во моментот на несреќата. Полицијата започна детална истрага, а повредените деца се згрижени во болница. Возачот е приведен и се проверува дали има претходни инциденти поврзани со неговото здравје и употреба на дрога. Несреќата предизвика голем шок во локалната заедница, а училиштето ги обнови мерките за безбедност при превозот на учениците. Кауфланд Хрватска започнува со акција која вклучува намалување на цените на над 1000 производи, започнувајќи од 5 февруари. Оваа мерка е воведена за да им се помогне на потрошувачите, кои се соочуваат со високите трошоци за живот. Намалувањето на цените ќе опфати широк спектар на производи, вклучувајќи храна и други неопходни стоки, што ќе олесни достапноста на основни производи. Целта на оваа акција е да се поддржат домаќинствата во период на финансиски тешкоти. Кауфланд ги потврди своите намери за долгорочна поддршка на потрошувачите преку оваа иницијатива. По оболедување на 42 годишна возраст почина новинарот Ѓорги Томик. Тој работеше како новинар и уредник во неколку македонски медиуми, а кариерата ја продолжи во секторот за односи со јавност и маркетингот. Колективот на Вистинска телевизија изразува длабоко сочувство до семејството. Вистина е дека децата учат од родителите не само преку зборови, туку и преку примерот што го даваат. Има 8 клучни навики кои децата ги усвојуваат од рана возраст, а кои влијаат на нивниот живот до крајот на животот. Родителите имаат огромно влијание на формирањето на овие навики, кои подоцна стануваат дел од личниот карактер на детето. Вистина е дека емоционалната интелигенција е една од најважните навики што децата ја учат од родителите. Кога родителите покажуваат како да се справуваат со стрес, љубов и разбирање, тие ја пренесуваат оваа способност на своите деца. Вистина е дека децата кои растат во домови каде што се практикува дисциплина и љубовна комуникација, развиваат одговорност и добри комуникациски вештини. Ова им помага да имаат посреќен и успешен живот како возрасни. Друга важна навика која се пренесува е физичката активност. Родителите кои се активни и водат здрав животен стил, имаат поголема веројатност да ги научат своите деца на истото, што е важно за нивната физичка и ментална благосостојба. Вистина е дека децата исто така учат од родителите за важноста на финансиското управување. Кога родителите се одговорни и свесни за своите финансии, тоа влијае на децата да ги усвојат истите принципи на штедење и рационално трошење.
Овие навики можат да ги подготват децата за независен и стабилен живот во иднината. Вистина е дека децата кои растат во домаќинства со јасни вредности, како што се почитувањето на другите, честноста и упорноста, многу често ги прифаќаат тие вредности како свои. Родителите кои ги покажуваат овие принципи преку своето однесување, создаваат основа за развој на моралните стандарди и етички принципи кај своите деца. Ова ги формира не само нивните личности, туку и нивниот став кон светот. Во октомври 2024 година, Јапонија забележала најголем пораст на бројот на странски работници, со вкупно 2,3 милиони вработени, што е зголемување од 254.000 во споредба со претходната година. Овој пораст е највисок откако се бележат податоци за странските работници во 2008 година. Јапонија се соочува со сериозен недостиг на работна сила, предизвикан од старењето на населението и строгите имиграциски закони. Виетнамците, кинезите и филипинците се најголемите групи странски работници во земјата. Програмата за техничка стаж е меѓу најчестите опции за младите работници од развојните земји. Тошковски, пропустите во системот одговараат за несреќата. Јаневска, факултетите ќе се прилагодат на студентите. Трагична несреќа со ученички автобус во Франција. Дали протестите даваат резултати? 8 доживотни навики кои децата ги усвојуваат од родителите. Јапонија го регистрира најголемиот пораст на странски работници.